Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Дури и во такви тешки времења, кога целата држава, институциите, медицинските лица, полицајците, граѓаните, сите се посветени на борба со коронавирусот и заштита на здравието, Христијан Мицкоски од Белиот дворец продолжува да шири невистини. Крајно несериозно, крајно неодговорно и несоодветно ВМРО ДПМН и Мицкоски сакаат да ја злоупотребуваат ситуацијата и со сета сила се обидуваат да создадат атмосфера на паника кај граѓаните. Нито еднаш, ама нито еднаш во изминативе 3 години Мицкоски не се издигна над неговиот личен, партиски или послушнички интерес на Никола Груевски. Од човек кој за 100% ја зголеми цената на електричната енергија и кој во време на сиромаштија тераше бизнис со хидроцентрали на грбот на граѓаните, друго и не можеме да очекуваме. За жал, во ВМРО ДПМН нема апсолутно никаква промена. И повторно, во клучни моменти за државата, за граѓаните, Мицкоски нема ниту став, ниту предлог за доброто на граѓаните. Нема простор за паника. СДСМ превзема одговорност да се справиме со економските последици од оваа криза. Со политиките на СДСМ во изминатите 2,5 години економијата ја стабилизиравме и подготвено ги дочекуваме економските предизвици предизвикани од последиците со ширењето на коронавирусот. Од минус 1,8%, колку што беше економијата во време на ВМРО ДПМН, денес ја подигнавме на плюс 3,6%. Тоа, почитувани граѓани, остава можност за издржани мерки и решенија кои ќе ги намалат негативните последици врз економијата и ќе помогнат на работниците, на фирмите, на стопанството, практично на сите граѓани. Токму во таа насока се и мерките на СДСМ и председателот Зоран Заев врз база на солидарност, финансиска конструкција, директно насочени кон граѓаните, кон работниците, кон зачувување на секое работно место. Со мерките што ги предлагаме, ќе се обезбеди минимална плата за секој работник во фирмите кои што се директно погодени од кризата. Со 50% од просечната плата ќе им се помогне на оние кои поради кризата останале без работа. За нас секој работник е важен и секое работно место е важно. Затоа се бориме да ги сочуваме работните места. 7.000 денари обезбедуваме за секое домакинство каде има лица кои останале без работен ангажман или биле дел од неформалната економија. Со минимален приход да помогнеме на сите граѓани. Кредитите за правните и за физичките лица се одлагаат за 3 месеци. Се стопираат извршителите на 3 месеци. Во тој период од плаќање закуп се ослободуваат корисниците на социјалните станови и оние кои под закуп имаат деловен простор од јавното предпријатие за стамбен и деловен простор. Овие се мерки на солидарност и меѓусебно помагање. Затоа, сите функционери, министри, директори, градоначалници, пратеници и сите вработени во јавниот сектор ќе земаат минимална плата од 14.500 денари за месеците април и мај. Председателите и членовите на советите во општините и председателите на управните и надзорните одбори нема да земаат надоместоци за месеците април и мај. Овие пари, почитувани граѓани, ќе одат директно во фонд
преку кој ќе им се помага на граѓаните и компаниите погодени од кризата. За фирмите се обезбедуваат нови 50 милиони евра, ефтини кредити и се забранува стечај за време на кризата. Овие се мерки од граѓаните за граѓаните. Мерки со кои товарот од кризата се дели рамноправно на сите. За негативните последици да бидат што поблаги и оваа ситуација што побрзо да биде надмината. Да се обезбеди основен приход. За секој граѓанин е одговорност. Секој човек за нас е важен. Јасно е дека Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН се против овие мерки. Затоа што тој е научен само да зема од државата, а не да ја помогне. Затоа што тој не сака од ништо, ама буквално од ништо да се откаже. Го ставаме на располагање овој економски пакет до владата, со цел да се спречи и да се помогне веднаш на македонската економија, да се спречи губењето на работни места, да се спречи затварањето на фирмите, да се спречи сиромаштија и социјална криза. Покажавме дека можеме да се справиме со сериозни економски предизвици. Ќе покажеме, почитувани граѓани, овој пат. Ќе го победиме заедно невидливиот непријател и ќе се справиме со економските последици од оваа сериозна криза. Ви благодарам.